Здраво на сите другари. Поздрав до Криптореволюция. Значи следното беше за YouTube. Значи много македонци са заинтересирани за да креират свои YouTube канали и сака мое изкуство со заработка. Значи мојот канал беше саботирано последните 3 години. Преходно од 7 тај беше комплетно исчезнат. Иако нели беше комплетно да не се знае дека моја адреса, моје име, комплетно беше збришен. Мојата првична група беше исто Balkan Crypto, ако не се лажам, беше комплетно збришена и уништена. Следната криптореволуција, ако не се лажам, е 3 години стара. Таа беше исто саботирана и чуда. Мојот канал овај шо од секош го држам уште, имам го креирано од уште самиот почеток на YouTube. Првично беше за мистерии, после го сменив за крипто. Отстранив ги тие страните за, мислам, информациите за мистерии, си направив група у Facebook што ви ја покажав за мистерии. Има нови 20-30 членови, значи од тука што гледа од овие денови што ја представив групата, и има луѓе што вртели и си најдели интересни работи за крипто и беа шокирани. Значи беа шокирани од групата. И групата уште еднашка. Значи мистерии, заговори, нелово феномени. Значи имате и тука исто чекај да ја само дека беше тука сега па се да. Човече, сликите најбрзата опција да не. Дека отиде човече тоа? Значи тргнано ми е тај дел, тука кој се не, тука се стајне од оваа страна. Значи тука можете да најдете доста слики, другари. Да се надевам да не ми го блокират само во видео. Тука можете да не листам многу, има заебани работи. Тука можете да најдете информации за крипто. Значи што сум ги постирал кога у Македонија народо за крипто, тоа за биткоин, мислеа дека е фантазија и пирамидална шема. Тука ќе си вратите сега да не ударат некој блок, што покажам групата. Таа група не е баш многу милина на самиот Facebook, во на самиот YouTube. Значи, мобето беше колку ќе кошта едно студио. Значи, другари, фантазијата за студио, вие у собата може да имате едно обично биро, дури просечен лаптоп, просечен компјутер, и ви треба, дури можете у Македонија да најдете и микрофон од $100, може да најдете дури камера од $100-200. Значи, додека не го оформите тај канал, не ви требаат камери од $900, микрофони од 400 или некои луди машини. Значи, до душа зависи, ако покажувате, например, гейминг, ќе ви треба, ама тие што имат гейминг знаат како да направат. Че зборам за овакви работи, што сакате да направите нешто интересно, за мистерии многу ме прашаа. За крипто не се толку заинтересирани, ми запрашаваме за мистерии. За мистерии слободно може да земете информации од мојот канал од Facebook. Значи слободно може се што сакате да земете, да го објавите и да се креирате. Доста беше србите само да имат такви канали. Ја немам време, иначе имам натаму кога ќе се пензионирам уште еднашка, разбираш, и од криптото кога ќе завршам мисијата, кога сите ќе ги описменам. Имам иначе над 1000 луѓе што информација дека направиле над $50,000 профит у Cardano, што е супер. Имам инфо, пораки ми стигат и принт скринови, луѓето се плашат у Македонија, што ја бев шокиран да објават кои суми се ги направиле, дека било рекети и чуда, дека било опасно, посебно Скопје. И неколку души се на пат да станат милионери од Cardano до краја на декември 2025.
може и по-рано. 1, 2, 30 луги или 40, не се сеќавам точно, имат над $100,000 и около 10 имат пола милион профит. Мислам сега профит, не знам дали е чист профит, не знам колко имат уложено, не се напишали. Значи имат портфолия луди. Зборам само за Cardano, биткоин и Ethereum ще имат. По-големия профит е от Cardano. Така да, другари, некой ме е слушал, и ако не е активен, упорък е активен, некой ме е слушал, видя да ки част от Македония, здраве коксидонки се запознаеме, ки правиме кафани, пак и виде народо, дали некой е направил профит от Cardano или не. Има и неколко души имат направено на 0.08, що ме послушали и купили дори Star Atlas DAO Polis, значи имат направено солени пари, що са геймери, и дори повечето от них ми пиша, ако имат направено пари, кога ќе стане активна Star Atlas, подсачена и тръки, да ги планирам за гейминг. Че мой план е, после ќе ви кажем, со Мандар, ако здравие дојдам у Македонија, план ми е преку Мандар, оти поја гейминг канал нема, и аз да съм кажувал, дека му е гейминг, бе? Значи да са ми кажували некој да ќе дојде да гледам македонски ютубери шо геймат. Значи немало да верувам, кажал сум дека никош нема да гледам некој шо гейма, посебно американци, али кога е македонец и кога е интересен, значи тоа би го гледал. И човече, дека му се гейминг работите. Да, и аз ги тръгнав, ми е завършил мембършипо, затоа ще я ги рестартирав картичките и планирам да... на 9 декември ќе ми завърши. Тека му се видите, човече. Мanje битно, че планирам со него да дојдам да се поврзам и да направиме некои заеднички, да направиме некоја македонски гейминг заедница, што ќе гейма крипто игри, посебно Star Atlas, и дори лаптопи, компютери, графички, такви некои работи, награди, и да направиме едно јака заедница. Дали секој од дома, дали ќе видиме како ќе биде. Значи да направиме една јака заедница да ги земеме тие награди од Star Atlas DAO, што јас имам инфо дека ќе ги дават. Значи другари, најеките, например Лазаров, прави сериозни пари, че у Македонија мислам дека кажав на $1 милион, на 1 милион прегледи, праве, пошто нема толку многу реклами и чуда, и не е у Америка, праве околу $1,000 на милион прегледи. Ако има јаки реклами, ако има, например, него гледа многу и диаспората, може да достигне и до $5,000 на милион прегледи да направи. Значи, на 10,000 прегледи, у Америка, зборам се за Македонија, не сум толку сигурен, но за Америка ќе кажувам, у Америка, нели, за тоа почнете со ефтина опрема, у Америка, например, на 10,000 прегледи, може да се заработи од $30 до $50, на 1 милион може да се, зависно која држава е, ама у Америка на 1 милион, значи може да варира измеѓу $1,000 и $5,000, значи зборам за Америка, на 3 милиони прегледи може да варира од 1500 на месец фактички, ќе почна да му дават, ако праве, значи представете си на 3 милиони прегледи, може од 1500 да се добие на месец, 6 милиони прегледи може да се достигне до 3000 на месец, 9 милиони прегледи може да се стигне до 4500 на месец, значи с него што ќе прави, чисто да имате представа колку тоа тие јутубери што ги пратите со милионските прегледи, че тие луѓе прават сериозни пари од YouTube, ама имат и сериозни прегледи. На 12 милиони прегледи 6000 на месец прават, на 16 милиони прегледи прават 8000 на месец, 32 милиона прегледи прават по 16,000 на месец. Представете плюс колку реклами имат и чуда. Значи на Инстаграм ако се поврзат исто. Значи прават луди пари, другари. Луди пари.
Значи, от прегледи, у Америка зборам сега, значи, у просек може от 3 до 5 долари да се направи на 1000 прегледи. Значи, ако ви монетизиран канала, моя не е, моя е комплетно уништен, още не съм ги поминал тия. И ако на почетък бе включил, тактички ме сабодира, не е проблем, ке се върнеме. И сите тия пари от монетизацията ќе бидат дадени у донации за геймерите пред се. Значи, мене ми се приоритет геймерите. Ще трябва гейминг заедницата да я дигнеме и после тия пари ще се правят, ке има и за други донации. Донирал съм я там дека трябва и колко трябва, видял съм донациите от Македония какво завършват. Така да, додека не си дойда в Македония, донации сопирам за това, защото не съм въобще задоволен от какво се отвиват работите, зато и диаспората толкова малко донира. Значи мене ми се приоритет геймерите. Значи исто има профит, зависи колко ки се стават реклами на канало и какви и колко стварно ки ги гледат таквото. Значи повечето американци знаят да правят и лажни прегледи. Това се вика, ки купат, например, за 50 долари, ки купат едно 30, 50, 100 лаптопи, че рентат кукя, повързват ги, зависно държавата, тук се строите, що да ви кажем, другари. Аз живеям у 7 соби, 3 вициня, 2 дневни, куйна, гаражи, около ще светат нон-стоп и около куките 8 силици преко цяла Nokia, значи. Дома има 4 компютри активни, телевизори, печки, чуда, 100 долари стигнал строя. Значи, сега да ти кажем, в Македония само компютрите я да ги активирам, ще е ден геймерски шуе, че мене ми беше стигнало еднъж към някаква луда строя от сметка за строя от 3000 динара, мислям дека беше на времето, знам си, той е 2018, ако не се лажам. Не, 2008, ако не се лажам. Мислям дека майка има дома ке ми спаеше. Значи 2008, 3000 динара е някоя луда работа. Тогава има в гейминг PC някой болен и собата правеше пепел. У Америка, замислете си, ако е тази строил и лугито ке почне революция. Значи има връзка исто, рекламите или какви ще се появуват и то е много влияе на таквото, на колко ви изплата YouTube. Локацията е много битна и, например, кой луги от дека гледат. Че вие може да се от Македония, ама диаспората, ако ви гледа посебно от Америка, че тия, например, просек, според мен, ако гледам аз како е ден да гледам видео, вредам сигурно како 10, 15 македонци или 20 македонци, за това, защото тук рекламата ще се появи, я кем да си купам. В Македония рекламата ще се появи, вие няма да си я купите, брат. Така да македонците не ги сметат за сериозни гледачи, сакам да кажем. Да не се навредят, ама то е реалността. Додека Америка, тази реклама, они сметат дека ти ки я гледаш и кидеш ки си купиш, разбираш. И зато много повече ще си го ценят амерички гледач, отколко другите. Компетиция, ако имате луѓе, например, ако е видеото категория на висока компетиция, например за крипто, значи, ако я правям за крипто, да речеме сега, канал и стварно има, да речеме, компетиция голема и стварно я изкарам некои яки прегледи, значи, мојот обрат може да се зголеми за 6 пати повеќе да ми изплатат, например, от било какви други, да речеме, канали. Мистерија и крипто се најдобри и геополитика, затоа што добиват на сила, разбираш, посебно крипто. Мистерии од како се случи ово со пандемијата, луѓето се исплашени и повеќе почнуваат да само да видам други дали сум уклучил звуко да направам некоја белја, да зборам на празно, окей. Значи не смеам да пуштам тука видеа. Значи другари, кажи го, избегава ми мислата. Значи много зависи каков материал ќе снимате и колко ќе сте редовни. Значи ако ви ще правите барем удено едно видео минимум да снимате от 30 минути и YouTube полека гледа дека сте сериозни и чек само не се почти да снимам колко минути зборам. 14, окей. Значи типо успеа и уште повеќе ќе праве Мандар, Бојан исто ќе ви го препорачам, крипто подкаст. Значи за админе, значи може да најдете на македонски добри и
Славчо, Кингот, Македон Кинг, он нема много видеа, ама ќе почне да прави кога ќе може. Шо е мојот канал, више полека се зголемува, прегледи и тие работи, 218 сабскрайбери, значи стварно ме уништија многу, али ќе се врнеме, има прегледи, има обрат, значи више ке некои луѓе почнал да се појавува во мојот канал, враќам се полека и мојата цел е се што ќе се направи профит. Некои луѓе дури тражат да ставам $100, какво кажи го, како другите канали што имат, нема шанси $100 такви работи. Прегледите, монетизацијата кажав ќе оде за гейминг заедницата, да изградиме гейминг заедница, ако изградиме гейминг заедница мокна, ние ќе можеме после донации да правиме доста. Че ја мислам дека донации треба да бидат у компјутерска опрема за секој дете да може да се описмене, значи колку повеќе се описмене, значи ќе може да работат и од дома. Значи у денешно време компјутерот е како автомобил, како на пример во Америка, кога требаше без автомобил не можеш да мрднеш никаде. У Македонија ја мислам дека компјутерот е тоа. Значи без компјутер у блиска иднина, па и сега, вие сте ништо. Така да, тоа е мојата цел. Затоа и толку седам упорно 7 години тука у бункеру, у планините у Сиетл. Пишете на YouTube Seattle Mountains, пишете и ќе видите дека сум. И да видите само американците, нели тие глупите американци што ги викат, како се чуват нивната природа. Какви планини, какви езера. Човече тоа го нема у филмовите. Lord of the Rings е нула успоредба што има у Сиетл. Тука седам, значи и пробам да дадам што повеќе информации. Сега нели не е дека кој знае колку информации постирам у групата или на YouTube, али доста информации сум пренесел на тие луѓе што се сериозни, што преку повици, што преку пораки, што преку контакти. Значи веќе на Кардана има луѓе со лут профит за македонски услови. Има и луѓе со лут профит и у биткоин, има луѓе со лут профит и у Ethereum, има луѓе со многу добар, не лут, ама многу добар профит у Star Atlas, па дори и луѓе од стари видеа што се гледали од преходната сезона што имат купено токени, како VeChain, како Polkadot, имат направено доста добри пари. Значи само да видам луѓе, активираваме се камерите. Во Америка кога се активират камерите се многу побитни од подкасто, затоа што може да исчезнеш тука. Другари, значи дадете поддршка на нашите македонци, време, брачи, доста беше странците само. Лазаров прави, значи, фан контент, добре. Мандар прави геополитика, аналитика и гейминг, значи, subscribe ако ставите и ништо, братче. Само ќе помогнете, ќе правите добро утро, ќе ви се врне дупло. Бојан, братче, срамота, 506 луѓе, типови има направено, значи, на македонски чудо од видео, да ги изгледате, па мозокот ќе ви работи на друг левел. Значи, шо да ви кажам, другари, пред 2 години ви е снимал видео и ништо нема да изгубите ако идете subscribe. Не прави он пари, милиони, па да се чудите. Славчо, гледај, групата ни е од 9000, од кои 8000, колку беше 8000, од кои 7100 активни, се братче да не кеш subscribe да ставиш. Значи да не кеш да му разубавиш дено на некој што ви снима видео на македонски бесплатно, брат. Ниту ви наплаќа, ниту ништо. И сакаме држава да имаме, брат. Колку имаме држава, човек, групата броje 9000 членови. Еве тука не ја дава. Преска даваше 7100 активни. Значи 7100 активни членови. Значи јас до сега, братче, на YouTube канало, на мојо, да немам 9000. Значи замисли на колку луѓе, на повеќе од 10.000 луѓе сум делал информации. Значи не секој сака, има луѓе, например, неќе да стане член на групата, за да не го гледале. Океј, супер. И тоа океј. Ама, братче, да не кеш, значи, да не кеш да ставиш subscribe, брат. На мене, на Славчо и на, кажи го, и на Бојан.
Мислам, брат, държава, тежка работа, брат. С 9000 луѓе сити имат за крипто, се нещо ке научите, брат. Се додека не са описмените, аз за това викам дигитално неписмени. Че дигитално неписмени се луѓе, дека 9000 луѓе се у групата, ама неке да стават на нас. Разбираш, и добро, за која цел сте у групата, да гледате сирли, шо не ми е ясно, брат. Со која цел се луѓето, 9000 членови у групата, од кои 7000 активни, по 2000, 5000 гледат ги објавите, на Славчо 1,2000 го имат гледано овај поглед. Тука е дечкото што е постирал 200, 41, 261, 961, 300, 800, 110, 1,2, 300, значи замислете си 1200 еден лайк да става, брат. Шо ќе се случи? Фейсбук самия ќе почне да ја рекламира групата. 900, а 17, 18, 19 лайка, брат. 2400. Колко има? 52, 53, 50 нещо лайкови, брат. Замислете си 2400 лайкови, брат. Да има и на видеото да има 2400 лайкови или 2400 прегледи. Че 2400 са видели обявата, а погледнете тука видеото, колко го имат видено? 409. И после, например, значи 2000 не са го видели. И ако ќе речем, например, дигитално неписмени, и они се лутат, брат. Че они се лутат, и ако ќе речем дигитално неписмени. Че замисли да видиш објава и ти да немаш време да изгледаш видео от колко минути е? От 5 минути. Значи немат време, 2000 души, немат 5 минути, 8 минути, 6 минути, 13 минути е по-кратко, овие се не е длъги, 39 секунди. Не знам дали му е грешно това видео, не се кема, не. Значи ово е, да речем 8 минути, да, луѓе, брат. Значи тука е проблем. Не дават поддръжка и се само засири, брат. Те така, стоя в групата, че ни жив, ни мъртв. Шо да кажем, брат. 776, 1200, значи 600, 400. Джордж, например, кукат, брат, нема ли информация. Брат, гледа 407 го гледат. Па ти вие всеки ден само да седнете. Брат, не мора да го гледате. Само е на слушалка ушито, вие си вършете работата. Знам дека му правя по 30 минути видео. Значи слушалката ушито, вършете си ги дневните обвръзки и братче, само да го слушате, пък и научите нещо. Само да го слушате, Крипто Джордж го всеки ден обяснувам, само да го слушате, братче, ке научите нещо. Значи ситови видео, що се постират, 397 го видели. Значи само ще се постират видеята, само да ги слушате, не мора да ги гледате. Ако е нещо интересно, ке видите коя минута, ке сопрете, ке го видите. Разбираш. Значи, само да ги слушате овие работи, ке ви улезе в главата и ке го разберете крипто. 523, и типо. Значи само да ги слушате луѓе овие работи, ке се сменете. 1000 души, колко го имат видено? 435, 592, Значи, брат, да имаш време да гледаш Сител Канапа, тамо банана телевизии, да немаш време 9000 луѓе в групата, да немат време да ги изгледат видеята, брат. Значи, у крипто улезеле, сакат да си го сменят живото, ама немат време да изгледат, иако се най-едноставни тактички направени. Имаш един дечко, забрив го, не знам дали сака да се каже, сам нека се напише, че дечкото мъчи се неколко дена, я му викам, брат, найди некой да ти помогне, че мъчи се неколко дена, сам си направи Солана, сам си направи берзите, сам си префърли и сам успя да си купе за $100-200 Солана и после да си купе и сам Star Atlas DAO. Мерак мобило, кажа и после ки купи повече. Че сам, брач, и ще имаш един постър мой комшия и стоион, взема седна, направи си. Значи колко луѓе не правям я професионални видео, клик какво. Тия видео ще ги имаш и ми ги си избришава, брат. Степ бай степ. Значи ти трябва да се спремаш 3-4 сата за едно видео от 30 минути. Степ бай степ и за да вземат ови от YouTube да ми го избришат. Братче, какво видео няма да снимам виж. Кингот има такви степ бай степ. Значи гледайте ги, на него нему ги бришат и боя нема. Гледайте ги и то е това. Другари, че идем само колко време снимам. 24 минути. 30 нека е. Че другари, гледайте да
си направете YouTube, направете си профили, ставете си некои баи македонски патриотски имиња, не такви тешки. Патриотски имиња, надимоци, нешто што може лесно да се запомне. Градете си овакво, сменете си ги тие имиња, ставете си ако е надимак, значи сите имате надимак. Или сите имате геймерски исто надимак. Че ставете си такви нешто што ќе го градите тај YouTube канал. Не е само да гледате и да се криете. Че ставете нешто што доста плукате и се криете за тие профили. Значи, направете си луѓе сериозни YouTube канали, тоа чудо, еден ден ќе изградите ваш канал и такви луѓе што ставате лайк, што пишувате коментар, што давате поддршка, самиот YouTube се живо меморира и прате. Че утре кога ќе направите, вие сте активен, чекај кај мене дека беше тука па зашо не го дава watch history. На телефона го дава, тука не. Ја гледам од 8 до 15 сати на ден прегледи. Че ја не значи дека дремам пред компјутер или пред телевизор што ми е уклучен или пред телефонот, че пуштам го и слушам. Слушам, кажи го овакво. Слушам ги сите овакво, кажи го, ко се вика. Сите подкасти гледате ја на ден, колку излистувам. Едно чудо, брат. Едно чудо. Значи, хистори гледајте. Гледајте ми го хисторијата, брат. Тоа па не го дава тука на... Гледајте, луѓе. Гледај шо е ова. Гледај. Гледајте, луѓе. Гледајте шо е ова. Крај нема. Се пратам. Геополитика, аналитика, Русија, Кина, Македонија, Балкан, крипто, YouTube канали, брат. Гледајте. Све пратам, другари. А може и на Татунчо да дајете и на Сонцегор да дајете наши двајца македонски јутубери, да дадете поддршка за они се друг сектор. Гледаш, невки ги забравев. Значи на Татунчо може да дајете поддршка, дечкото од Кочани, маче си исто да направи добра содржина. Гледајте да дадете поддршка. Исто, чекај само да не го забравам, Сонцегор, кој се пишуваше, Сонцегор. Гледате да дадете поддршка, значи интересни работи открива за Македонија. И ако се викаше и другиот канал, сега му забрав името. Како се викаше канало на... Много луѓе ми праќат пораки на дневна база, луѓе више ми блокира мозоко, че 1000 луѓе на ден, значи више не може да запомнам ништо, среќа што има хистори. Ако не беше тоа хистори, луѓе, страшна работа ќе беше. Никола Александров Ристевски. Само како му се викаше канало, не сеќа. Аристон, како беше... брат. Аристон... Боже, човече, шо ми излезе? Аристон Продакшн ли беше? Гледај сега гледај колку му го блокират, брат. Милион пати сум го гледал. Шо треба да направам за да ми го даде? Дадете на тие македонски канали поддршка, луѓе. Сигурно нема да осуирмашеете. Ще дадете, брат, на македонски канали што стварно се трудат, брат. Ще сите ми се кътстват гради патриоти. Ще го дадете поддршка, бе, човече. Дадете поддршка, на него, на Татунчо, на Сонцегор, на Лазаров, на Мандар, на Бојан, на Славчо. Шо ќе осиромашеете или ако ставате subscribe. Луѓе додека не почнете да поддржувате македонски канали, вие ќе си останете мизерни луѓе. Шо љубоморете и зашо они се направиле, зашо они да имате. Нема никош да имате ако не помагате. Никош нема да имате, ја ви го гарантирам тоа. Ќе живеете мизерни животи, брат. Ако не помагате на луѓе што дават без пари материјали. Значи, тоа е срамота да вие да кажете дека разбирате од YouTube. И после кога ќе речем дигитално неписмени, сите се лутат, брат. Сите се лутат. Гледајте јас на колку луѓе, на колку канали, дури на српски канали пратам, ставам лајкови и коментари. Че погледнете луѓе, че не постои Македонија некој со повише прегледи што има направено од мене на дневна база. Гледајте што е ова, брат. Че гледајте луѓе. Дури на Мандар, кога ќе немам време да му ги гледам гейминг, каналите го оставам да врте, че има финта. Значи ево оставете му ги, само чека да не ме го блокират видеото, ово нема е за гейминг. Значи оставам му го видеото за да врте, ево вака. Значи ставам на муте,
Оставам му го да врате за гейминг канала на другия мой на телевизора и за да има прегледност и аз за 10 луги му вредам, ако му го гледам канала. 3 сата нямам време да гледам гейминг, нали? Ки го изгледам кой ми се делови интерес, ама оставам го видеото да работи и ти поправя от мене пари. Да, му най-голема поддръжка. Че я на гейминг съм най-голем поддръжвач. Лазаров му ги гледам, на Тънтунчево му ги гледам, на Слънцегор му ги гледам, на Аристон исто му ги гледам. Ама на Мандър, например, му ги гледам сите, ама за гейминг, ако нямам време да гледам 3 сата, оставам го да му работи. Разбирате? Оставам му го да работи и замислете си, ти поправя. Ако нямате време, ако нямате време да го гледате, интересни коментари, он има много яка заедница за коментари, поздрав до сите, много кул дечки. Значи, много културни, на кирилица, много ми свия. Няма по-културен канал, брат. Но, брат, ако сакате, луѓе, дай почнете да пишувате към мене, ке забравям на кирилица у коментари. Значи, тия ке имат приоритет за награди. Значи, без разлика се овие што се коментирале до сега, нека си стоят коментарите, не ги бришете, нека си стоят коментарите, помнам ме сите, вас не съм ве забравил правите подржувачи, ама гледайте да почнете да пишувате на кирилица кај мене у канало, за да бидеме братче, да си ширеме нашето македонското. Ушо од Александър Македонски, братче, описмени ми го цел свет, додека вие Кирил Методи, да не зборам, ке ми го блокират канало, че се най-големото зло според мен, што се изменили много работи, али ке се дознае вистината еден ден, иначе се на Ватикан агенти, няма добра точка со македонска ДНК и затоа не се погребено у Македонија. Ама да не ме го рокнат канало, толку ќе направам за мистерии, много луѓе има заинтересирани за што јас знам за историја. Славчо знае ја колку работи знам и сум открил. Така да со него сум најучато, али луѓе дадете поддршка, значи доста гледавте тие само странски срања со извинение, ставајте, почнете кај мен да пишувате на кирилица, дури у групата и на YouTube канало, значи ќе има награди за тие што кирилица. Значи лесно е да си симнете, да си ставите, кажи го, фонд на македонски и тука си го изменувате, нели, цело време. Значи ја на телефона почето го користам од кукутука. Значи гледајте луѓе да дадете поддршка на македонски канали, гледајте се сите што ви ги набројав, гледајте да си отворите вие македонски канали, почнете од негде. Не знаете кој ќе е интересен, зборете нешто, играјте, геймајте, почнете луѓе, ништо не губете. Нека ве плукат, колку повише ве плукат, толку повише ќе успеете. Гледаш, мене ми го пријавија, каналот ми го уништија. Не е проблем, не се откажувам, одблокираваме го, победи Трамп, почнаа да ги одблокирува. Дури за прв пат, Славчо знае. Јас бев 2 години, колку бев блокиран, не можев да се логирам на лаптопо, не можев да се логирам на Facebook, луѓе. Не можев, тие геймерите од Axie Infinity ке мене ги прашајте, може да потврдат. Ја не можев да се поврзам за да ја праќам аксиња. Не можев да ја праќам аксиња, замисли си на ово. Праќав ги преку Twitter. Значи гледајте да дадете поддршка луѓе на овие наши канали и требаше да пуштам оците малку додека зборам. Гледајте да дадете поддршка луѓе, прават многу добри содржини, има многу добри содржини и ставете и по некој лайк, ставете и по некој коментар, значи ќе го разубавите дено, знаеш што значи, брат, да се уклучите и да помагате, значи кога ќе ви врнат, например, тие наши креатори, ќе бидат презадоволни, разбирате. Ќе бидат презадоволни, замислете си, утре и они ќе ви врнат. Може ќе станете познати, ќе ви викат и на гости, и у видео, че не знаете дека ќе стигнете, брат. Гледате, јас на сите коментирав, на сите ставав лайкови, на сите македонски давав subscribe и поддршка. Сега ги тргнав, оваа година сум ги тргнал, нели планирам да се селам за Македонија после bull маркето и више ги затварам дебитните картички у Америка и ги рестартирам и ги чистам и сега поддршката сум ја тргнал, материјалната поддршка сум ја тргнал на сите македонски канали, али доста благо време тие и ги финансирав и помагав и донирав, кој ќе го затече во живо. Значи луѓе, дадете поддршка и Аристон да го пуштеме. Аде брач, Аристон Production.
Гледайте луѓе да ја дајате подршка и да ја билдаме таа македонска YouTube заедница. Утре не се знае, ви викам, како мене гледаш, ја бев поканен на сите YouTube канали. Кои се дома Македонија, човече ја една година само треба да да гостувам. На сите сум поканет, на сите. Неа што се вика тие познати дека не сум бил поканет. Така да, другари, кратам тука. Гледајте да помагате, ќе ви се врне пута 10. Отворете си канали, напишете си надимаци македонски, почнете да пишувате на кирилица, почнете луѓе да се активирате, да давате подршка. Утре ќе ви се врне, ви викам 10 пати. Не бидете себични, не бидете такви злобни луѓе, само да плукате, само негативно. На странските, на србите ви гледам, сте толкова активни, на бака, прасе, на чода. Уши газо да има како ќе го излижите. Да, бака прасе и чода и ја ги гледам. Стварно ми се интересни. Значи, посебно бака прасе направи револуција и не е зловен човек, стварно помага. Значи, колко донира, колко надува и го плукат, али он го направи врво на Балкано. Не постои никој друг човеч. Значи, гледајте луѓе да помагате, дајте, србите си многу помагат, србите се многу напред и у геополитика YouTube канали, и у аналитика, и у историја YouTube канали, и у подкаст за заебанци, за крипто, усе се понапред од нас. Усе. Дајте луѓе, освестете се и да изградеме на јака заедница, да си помагаме. Доста плукавте луѓе. И аз мене само ми е криво што овие се плашат да ги објават портфолијата луѓе. На 1000 луѓе. Ако ги објават портфолијата, замисли да се собереме, да ги уклучам лайв, да ги уклучам, што сецкаво, не е јасно. Да ги уклучам лайв, замислете се да ги уклучам лайв тие луѓе што имат направено јаки портфолија, да не се плашат, да речеме, еве, до нив порака, може да направат, да речеме, да не се гледат, да си направат YouTube канали, да не се гледат или да си направат некои лажни профили, да речеме, и да се уклучат, замислете се уживо да се уклучат и да ги покажат портфолијата. Што луѓе, проблемот кај нас е што, еве, луѓе се плашат од рекетирање, од фамилија, од пари на заем. Замислете си да покажат портфолиото, значи многу повише луѓе ќе веруваат. Македонците почнаа да веруваат у крипто, откако ја го покажав видеото откако ја го покажав моето видео за, кажи го, за 1 милион. Така беше. И еве тука, значи првиот 1 милион во крипто официјално 12.000. Оригиналното видео беше 6.000 прегледи. Оригиналното видео беше 6.000 прегледи. Не се сеќавам на дека го бев постирал. Мислам на кој канал беше. 6.000 прегледи луѓе. Исто и кај доктор Горан имам видео 30.000, колку луѓе го имам праќано, ми кажува дека не работи. Значи гледајте, луѓето беа почнали да ми ги гледат видеото, 7.000, значи 2.800, 1.000, 12.000, 2. Колку добро го разработив канало, 1.800, 1.200 и 1.800 и овие копељаците од YouTube ме саботираа комплетно. Значи еве ја ако не го покажав тоа видео и портфолиото и YouTube и на Facebook што го покажав и на Twitter, че ја мислам дека многу од македонците, 90% од македонците се што крипто немаше. По пораки што ми кажале со поповици, вика ако не го покажав тоа, ние вика немаше да веруваме у крипто. Немаше да го има тоа денеска што го имат. Така да, другари, поздрав. Видеото отиде и 30 минути. Поздрав, другари, да се надевам ќе ме послушате за коментари у кирилица, на сите овие да ставите subscribe, на сите овие да ставите лайк. Значи, кажувам ви, декември 2025 ќе има награда за тие што се вистински македонци поддржувачи. Со сигурност ќе добиете многу повише од колку да сте себични. Чао и поздрав. И гледајте ги видеа, има доста видеи на македонски, со превод на македонски, Бизи ги има преведено. И женам. Поздрав до нив. Чао.